Благодарам, почитувани колеги, почитувана јавност. Овој закон го поднесуваме во координација, но и со комуникација и со Министерството за надворешни работи и со другите институции, со цел кореспонденција и порамнување на правата на другите законодавства на другите држави, каде што досега од аспект на односите со дипломатските конзуларни представништва настанува една правна празнина. Имено, како што и добро знаете, сите оние кои што се вработени во странските дипломатски конзуларни представништва на другите држави во Република Македонија, се доаѓаат, односно нивното уредување во работното место доаѓа под уредувањето на домашното законодавство, но многу често влегуваат во коализија, бидејќи во нивните домицилни законодавства може да одат во пензија и малку подоцна тоа што е кај нас пропишано, а се работи за докажани кадри кои што имаат потреба да бидат задржани во нивните амбасади. Ова е еден проблем кој што 34 години бил присутен, бидејќи често влегуваме, како што кажа, во судир на законските надлежности, по нивните законодавства тоа се вработени кои што може да останат на работа, по нашите законодавства тоа не е возможно. Со овој момент создаваме една можност да направиме една флексибилна кореспонденција заедно со другите држави и доколку тие дипломатски конзуларни представништва и нивните министерства за надворешни работи или влади одлучат дека некој од вработените во нивните амбасади во нашата држава им е потребен, даваме можност да може да го задржат и после задржување, односно после исполнување на старосната граница која што е зацртана во законските прописи за нашата држава. Ви благодарам.